Почитувани гледачи, добар ден, добродојавте на програмата на К3 телевизија. Како што знаете, во обичаен термин за нашата утринска програма Нов ден. Куманово во минатото имаше училиште кои едуцира многу генерации, ги образува и на некој начин Куманово со годините стана позната центар во образовниот процес. Оваа година едно училиште кое е препознатливо во нашиот град слави еден голем јубилеј, еве како што гледате долу на каренот, Основно училиште Крсте Мисирков, 70 години јубилеј, многу важен датум за ова училиште кое во минатото навистина даде немерлив придонес во едукација на генерации и генерации. За таа цел денес имаме специјален гостин, тој е директорот на училиштето господин Александар Јовановиќ. Директоре, добредојавте во нашата програма. Еве, знаете, вообичаено јас кога водам емисии, кога зборувам, има еден куп фотографии, па и денеска ќе ги покажем на јавноста. Крсте Мисирков може да се пофали со богати историски фотографии кои на некој начин ја осликуваат неговата успешна работа, а тука имаме и овие интересни списанија кои зборуваат дека во ово училиште се години работело сериозно. Меѓутоа, многу важно е и ова во позадина, ова ваше нова изработка, визија, учиме, постигнуваме заедно, победуваме и славиме заедно. Тоа е мотото на Основното училиште Крсте Мисирков. Па ева да почнеме од почеток. Многумина гледачи знаат, меѓутоа многумина не знаат, Основното училиште Крсте Мисирков датира од многу одамна. Така, благодарам на поканата. Добар ден до вас и до гледачите на К3 телевизија на утринска програма Нов ден. Точно, нашето училиште е едно од најстарите училишта во општина Куманово. Зградата училишната зграда е направена уште далечната 1930 година, меѓутоа претходно служила за други намени. Треба да истакнеме дека за времето на Народно-ослободителната војна во Куманово служила и како логор, за што говори и спомен плочата пред училиштето во училишниот двор. После тоа, по ослободувањето, работи како Гоце Делчев гимназија. Претходно работела како основно училиште Климент Охридски, меѓутоа не на македонски јазик. По ослободување на 13 септември 1948 година, поради прилив на многу ученици во гимназијата Гоце Делчев, биле принудени да префрлат дел од ученици во основното училиште, точно 11 паралелки или 480 ученици, да префрлат во оваа училишна зграда и од тој ден почнува да работи нашето училиште Крсте Мисирков. За истакнување е факт дека за почеток работи како неполна гимназија, значи тоа 1950-51 година, а од 1952-53 година прераснуваат во основно училиште со 8 годишен карактер. Најважен факт е во почетокот дека ова е прво училиште во општина Куманово кое започнува да работи на литературно македонски јазик. Значи наставата се изведува на литературно македонски јазик. Во почетокот имале проблем со наставен кадар, меѓутоа со прилив на генерации како доаѓале наставници, така се пообогатувало со наставници и кадар, и тоа училиште обстојува и ден денес. За истакнување е фактот што таа училишна зграда уште од 930 година го краси нашиот град. Централното градско подрачје со својот автентичен израз и исто тоа за факт е да истакнеме дека од оваа училишна зграда произлегне многу успешни генерации, многу професори, многу наставници, многу ученици кои потоа станале наставници, градоначалници и други академски граѓани на општина Куманово. Меѓутоа мора да споменеме еден податок пред некој ден кога гостуваше наш стар сограѓанин, рече дека училиштето за време на Втората светска војна било за солниште и на некои наши сограѓани од окупацијата во тоа време, што е многу важно да се спомене. Па така, значи како што истакнавме, значи 930 година кога е направена, работела како училиште.
Меѓутоа, тоа било занатско училиште, се викало Свети Климент Охридски. Со почетокот на Народно-ослободителната војна бил претворен во логор и од страна на окупаторот, меѓутоа претходно го користели за сосолнување на партизани кои учествувале од Куманово во Народно-ослободителната војна, така да еден останала таа зграда и ден денес, иако е изреновирана, тие се темелите на тоа училиште, се гради историја и ден денес, на тоа училиште се удрени темелите на образовниот процес во општина Куманово, инаку за прв пат чудно е, меѓутоа вистинито се формирани после Народно-ослободителната војна, прво се формирани занатските училишта, бидејќи тогаш им имале потреба од работна сила и прво биле формирани занатските училишта. Потоа прво училиште што е формирано на македонски јазик е училиштето Крстен Мисирко, и од кој ден денес работи на исто место. Сега сме пораширени и имаме уште две згради. Едната е на улица Тонко Димков во поточно речено до Соколана, до техничкото училиште, а другата истурена зграда е на улица Тане Ѓоргиевски или веднаш до Народна техника. Оно што е посебно интересно да споменеме еден важен датум од историјата на училиштето е оној пожар кој се случил во училиштето, па многумина кумановци со години и ден денеска нарекуваат изгорена школа. Таа синтагма останала. Може да ни кажете нешто за тој момент? Така, значи со текот на годините што ме формирано училиште почнала прилив на генерации да се одвива настава, редовна настава во училиштето на македонски јазик како што потенцира. Меѓутоа ноќта на 27 декември 1954 година зградата ја зафаќа голем пожар, при што е опожарено целото училиште. При тоа и било и во прекин една година наставата. Поради тоа во 1955 година целосно се извршува реконструкција на училишната зграда и од тогаш е донесено уште едно училиште во истата зграда, од тогаш е вклучено и браќа Миладиновци, а во право сте по старите наши гледачи, оваа место и ден денес го нарекуваат изгорено училиште. Да, кога ќе излеземе во градот и кога ќе се разговара некој со некој комшија пријател, вика кај ќе одиш, вика ќе те чекам кај изгорена школа. Од тогаш датира така и до ден денес по старите години. Сега да не губиме многу време, директор, еве да прекажеме поведека многу фотографии, генерации и генерации, ова фотографија е интересна, 53-та, 54-та година. Така, ова е влезот на училишната зграда, значи исто како што и денеска. Денеска е реконструирано, меѓутоа од првите фотографии што ги најдовме во училишната ризница што имаме и архива, првата фотографија имаме од 1951 година, а меѓутоа од претходна ќе мора да се поангажираме повеќе и по старите луѓе што учеле во училиштето. Да, овие ученици, машки облечени во сакоа, девојчиња во така наречени алинчиња, и тоа е било стилот на облекување, а како што кажува старите кумановци, воспитно-образовниот процес се одвивал нормално, обично ќумбе, огрев на дрва, меѓутоа учениците ја изведувале наставата. Така. Меѓутоа сега веќе се вклучуваме, сето тоа е реновирано. Училишната зграда е вклучена на газ, потоа и другите подрачни историни училишта се изреновирани. Од почит кон сите генерации треба да се покажат овие фотографии, да знаат граѓаните. И ова исто пред влезот на училиштето. Може би некои ќе се препознаат. Точно, ова е далечната 1953-54 учебна година. Еве исто, ова е учителот. Точно. Со скрстени нозе. Зад него се учениците, исто како и ден денеска, кога правиме фотографии за означување некој позначен јубилеј или крајот на учебната година, се фотографираме пред влезот кој рековме дека е автентичен и предпознати во централно градско подрачје. Препознатив и оно што е многу интересно, еве гледаме бројката на ученици била доста голема, колку што можам јас овдека да избројам, некаде околу 25 до 30 ученика. Па така, значи прилив, како што рековме, почел прилив на нови генерации. За почеток било ова училиште, рековме 55-та почнувај браќа и почињаат да се развиваат и другите подрачни училишта во Куманово. Меѓутоа ова нашето училиште ова е доста интересна представува еден расад. Покажеме.
Ово е, мислам, во дворот на училиште. Во дворот, ова е зад училиштето. Исто 1953 и 54 година на ова место сега е игралиштето, училишно. Сега кажете ни, вие планирате сите овие фотографии како што доликува, како што заслужува, да ги ставите во рамка и да стои за генерации и генерации. Така, значи во план сме јубилеот е следнава недела, еве јавно го покануваме и вашиот медиум, во четврток на 15 во 10 часот ќе биде свечено положување на цвеќе пред бистата на нашиот патрон, потоа следи во училишниот хол фотогалерија и галерија од цртежи на дечиња, меѓу кои ќе бидат изложени и овие фотографии во кои ќе имаат увид и нашите ученици, родители, гости, граѓаните, а истите тие следниот ден, кога ќе одржиме свечена прослава, организирана приредба, организирана од нашите ученици и нивните ментори наставници, како што е на ова одбележано и уште од 1954 година. Овие фотографии покажуваат дека и од многу далечното минато основното училиште Крстен Мисирков било успешно и во културниот сегмент, преку разни театарски представи и сите други активности. Така, исти овие фотографии, тој ден, значи во петок на 16-ти, свечената приредба ќе иде од 18 часот, ќе бидат изложени во холот на Трајко Прокопиев, каде што граѓаните ќе имаат, ќе може да видат, можеби некои да се пронајдат на овие, на некои од овие слики. Така. Еве уште една важна генерација од основното училиште Крстен Мисирков. Како што рековте, многу академски граѓани произлегува, и лекари, и инженери, градоначалници, интелектуалци. На некој начин Крстен Мисирков си го зазема своето место во историјата. Ова е исто фотографија во дворот на училиштето. Значи тоа го исочувало нашето училиште како едно од водечки, бидејќи како што рековме представува еден вистински рассадник на другите училишта општински, основни училишта. Меѓутоа историјата почнува од тука, значи од ова училиште има всушност има една богата историја. Ова е многу убава, 51 година, еве. Исто на одбележување на патронен празник. Да, ова патронен празник, некоја интересна сцена. Ова е во малата училишна сала, која сега овие месеци од како сум на функција, ја изреновиравме целосно, ја ставивме во функција бидејќи имаме проблем со кровната конструкција, санитарните чворови, немавме соблекувална, сега е санирана кровната конструкција и повторно е пуштена подот. Потоа саниравме, направивме нова соблекувална и е повторно во функција за часовите по физичко и здравствено образование, за оделенска настава, како и за организирање на вакви културни манифестации, одбележување на патронен празник. Ево и ова фотографија. Во секој случај 51-52 година. Таа е најстара, тие што ги имаме во училиштето се меѓу постарите фотографии. Ајде да покажеме ова фотографија. Сите се заслужни за развојот на училиштето и треба да си го заземат своето место. Некои ќе се препознаат. Одиме понатаму. Сега ова фотографија. Мислам дека ова десна страна, колку што се јас сеќавам, е професорот Владимир Стошевски, предаваше физика. Во средина, мислам дека беше Круме професорот по ото, а од левата страна, навистина не можам да се сетам, може и беше професорот Стојко по македонски. Не можам да тврдам, да не грешам. И ова е одбележување на патронен празник пред бистата на нашиот патрон, кој се наоѓа ден денеска тука пред училишниот влез, и ова одбележување, подготовка за одбележување на патронен празник далечната 1971 година. Јас се сеќавам кога се правеа тие подготовки за патронен празник, кога ние сме били ученици, тоа беше се раздвижено, професорите беа ангажирани, се трчеше на сите страни, мораше да биде се на највисоко ниво. И ден денеска сите се вклучени до еден од наставниците во организација на патрониот празник.
направивме една вистинска и целосна агенда која објавивме на нашата фан страна на социјалните мрежи, на Facebook и на нашата веб адресна страна. Сега имаме од македонски јазик и литература, литературно читање, надпревари митинг на поезија, математика надпревари, историја надпревари, квиз по географија, потоа ликовно конкурси, спортски надпревари, меѓуоделенски и меѓуучилишни. Направивме една агенда која навистина се вклучија сите наставници и вклучиме и голем број на дечиња кои ќе бидат наградени на 11 понеделник во 17 часот во реновираната мала училишна сала. Ќе бидат доделени благодарници на учениците кои настапија и на наставниците кои, верувајте, вложија голем труд би да го сработиме се тоа. За месец дена сработивме, да не се фалиме, меѓутоа тоа е факт. Многу работи, многу кои влегува во агенда, колку што некој училиште одработи за една година со активности. Да се задржиме само со уште две фотографии од минато, па ќе пројдеме во денешното време. Еве ова слика покажува колку дечиња биле и тие активни во организација и вклучени во патрониот празник. Еве, ова фотографија доволно зборува се. Паралелно на тоа и спортот и физичката култура не е изоставен дел од богатата историја на основното училиште Крсте Мисирков. Тоа е училишен есенски крос на споменик Костурница. Да. Исто така далечната 71. Еве, ова слика зборува дека есенско време, меѓутоа дечињата во кратки панталонки, во мајца тенка трчаат. Во денешно време многу тешко е да ги натераш, да им кажеш ајде да трчиме. Така. Тоа е тоа. И она што е посебно интересно да кажеме дека ова година, овој јубилеј ќе ви биде збогатен со многу настани. Ајде да ни кажете од прва рака што ќе биде главната, односно кои ќе бидат главните активности. Вака како што истакнав кога ги покажуваме фотографиите, во четврток на 15 е свечено положување на цвеќе пред бистата на училиштето. Рековме дека ќе имаме галерија од фотографии и изложба на цртежи од дечињата, инспирација е нашиот патрони, нашето училиште. Потоа на свечена академија во која ќе дадеме, значи учениците подготвија заедно со менторите по македонски јазик и литература, подготвија свечена приредба насочена кон македонскиот јазик во историјата. Значи од првите чекори влијанија на околните држави врз нашиот јазик, како нашиот јазик датирал и обстојувал во минатото, во социјализмот и се до ден денеска. Опфатени ќе бидат од Свети Климент Охридски, нашиот патрон Крсте Мисирков, браќа Миладиновци, нашиот кумановски автор на Ленче Кумановче, ќе биде дел од сцената Васил Илјовски и ред други автори до ден денешницата. Ќе направиме една ретроспектива на развојот на македонскиот јазик и култура тогашна и денешна. Затоа ни и патронот наш Крсте Мисирков ќе биде опфатен во овој дел, ќе биде збогатена со изведба точки од ученици, исто така музички. Со тоа ќе го одбележиме постоење на нашиот јазик, нашата култура, а следниот ден во Центар за култура Трајко Прокопиев во 18 часот ќе биде изведена свечена приредба за родителите и вработените во училиштето од нашите ученици. Мото ќе ни биде нашето секојдневие, нашиот живот во училиштето, образовниот процес и сето тоа поткаено со сатира, малку хумор и еден официјален дел кој исто така ќе се обврнеме на нашиот патрон. И да не забораваме, директоре, 1980 година е пуштена салата во склоп на основното училиште Крсте Мисирков и браќа Миладиновци. Исто така важен податок, бидејќи таа сала подоцна овозможи правилно извршување на физичката култура во двете училишта. Така, 1980 година е пуштена и меѓу први училишните спортски сали е и нашата сала на Крсте Мисирков, која и ден денеска ја користиме заедно со училиштето браќа Миладиновци, меѓутоа која е во ситуација каква што е и е потребна и аплицираме и до општина, и до министерство, и до другите донатори и проекти,
за реконструкција, бидејќи паркетот се наоѓа во ситуација во која мора да биде саниран што поскоро, бидејќи во оваа училишна сала покрај нашите ученици, учениците од браќа и училишниот спортски клуб наш општински и училишниот спортски клуб Крсте Мисирко, кој е формиран како прв општински клуб во склоп на училиштето, изведуваат настава и оделенската настава, меѓутоа и клубовите од страна општинските клубови во тек на ден продефилираат над 3000 дечни. Така. И затоа мора подхитно да стапиме во контакт и мора сите заедно да успееме да ја реконструираме оваа сала која од 80-та година со тек на времето нормално е дека паркетот ќе попушти и ќе мора подлога таа да биде санирана, санитарните чворови, бидејќи е тоа цврста градба, само треба да се една реконструкција и повторно ќе биде кралица на централното градско подруčje. Да, почнува да се паркетот се среди, бидејќи може да дојде до повреди. Апсолутно. Несакани работи. И сега има многу пишувано во минатото во склоп на училиштето овие брошури Пламенче 1948 година. Така. Пламенчето, значи, издадено прво Пламенче заедно на литературната дружина на нашето училиште, на Основно училиште Крсте Мисирков, заедно со менторите по македонски јазик и литература. Уште е прв број издаден 1959 година, па се до ден денес на јубилеи, па и секоја година кога е патронен празник издавале и по 2 броја Пламенче. Оваа година јубилејното Пламенче е во изготовка, ја донесов првичната верзија, 70 години Крсте Мисирков и е за истакнување фактот дека во него влегуваат сите наградени ученици. Сите активности што се вклучуваат од ова ќе биде најновиот број кој ќе биде веќе пуштен во штампарија и на следнава недела исто промоција ќе има на 15 кога ќе биде свечената академија за истакнување фактот дека во него влегуваат творбите на учениците, проза, поезија, наградените ученици, литературен конкурс што имале на ниво на општина Куманово. Потоа влегуваат цртежите на дечиња на ниво на нашето училиште кои се наградени и вкупно наградените ученици кои се од претходна година и оваа година во оваа агенда што се влезени за училиштето влегуваат во ова Пламенче кое верувам, јас колку најдов во училиштето донесов, меѓутоа има од далечната 1959 година и ќе продолжиме и понатаму да го издаваме, бидејќи тоа го краси нашата историја на нашето училиште. Така, и Крсте Мисирков имаше многу успеси на спортско поле, на овие државни напревари на училишта, многу врвни спортисти произлегува од Крсте Мисирков. Може да не кажете нешто за таа работа? Вака, значи, како што истакнав пред малку, првиот училишен спортски клуб е УСК Крсте Мисирков, кој работи сега мојот помошник, меѓутоа и претходно работеа наставниците по физичко и здравствено образование. Југослав Спасич, работи ФИКА, работи и Пера Цветковски, кои се професори по физичко и здравствено образование. Меѓутоа за истакнување и фактот дека не само Крсте Мисирков и другите училишта, затоа и сме меѓу поуспешните општини, зборувам на ниво на Македонија, во спортот, меѓутоа од нашето училиште и ден денеска има многу познати атлетичари кои излегле. Пред 4-5 години беа и на светско првенство училишно во Истанбул, Турција, така да има и ракометари, кошаркари, функционира кошаркарското училиште, функционира и ден денеска, така да работат во полна пареја. Подрачјето е тоа централно во кое има прилив на дечни, имаме и ден денеска. За истакнување факт дека имаме 70 вработени до денеска. Потоа имаме на ниво на училиште има 1040 ученици запишани, тоа е огромна, голема бројка за училиште и кога ќе има толку дечиња, а се работи напорно, мора да има успех. Мора да има резултати. И покрај тоа вие постигнувате добри резултати во други предмети, македонски, странски јазици. Тука сте доста добро етаблирани
на ниво на Македонија? Значи на сите полиња сме застапени. Так. Еве сега освоиме прва награда на конкурсот што беше од Трајко Прокопиев за поезија и проза. Георгина Стојмановска од 9 одделение освои прво место. Ликовно исто освојуваат многу награди, исто и настапот на странските јазици, да не изоставиме и другите предмети, сите учествуваат на државните надпревари и олимпијади, што говори и меѓународни надпревари, за истакнување фактот дека во последниот 10 годишен период имаме преку 20 меѓународни награди достигнувања. Исто така факт од минатата година е дека 620 ученици од нашето училиште имаат освоено по награда. Значи тоа е работа и тие награди не паѓаат толку така. Значи треба да се работи и тие награди се благодарение на менторите и учениците се на училиштето. Еве, браво и за Георгина и за сите ученици. Честитки однос за овие големи успеси. Сега кажете ни во моментов како е во воспитно-образовниот процес во основното училиште Крсте Мисирков, на што ќе ставите најголем акцент во вашиот мандат? Так, значи имаме многу предности, рековме дека сме централно градско училиште, имаме прилив на дечиња, имаме одредени и проблеми кои се трудиме да ги решаваме. Сега за сега имаме одлична соработка со родители за истакнување фактот што пред некој ден заедно во координација со родителите, вработените, дечињата, излеговме во пресред на Сдружение хуманитарна акција организиравме заедно со хуманитарната организација Коло на српски сестри од Куманово, дониравме 22 пакети намирници со пелени, памперси, прашок и така натаму за деца без родители во томот во Битола, така да заедно со родителите, со вработените ќе се вклучиме во многу проекти. Покрај што изреновиравме со сопствени средства училишната сала, по завршување на патрониот празник, бидејќи училишниот двор е тоа каде што учениците се движат, трчаат и во него другаруваат. Мораме да го заградиме. Значи безбедноста на учениците на прво место. Ќе се заложам и ќе дам се од себе. Иако како директор со сопствени средства и со родителите заедно ќе ги вклучиме и нив, и со вработените персонал кој ни помага и хаус мајсторот наш да го заградиме училиштето. Апликација на многу проекти сакаме да аплицираме и успеавме. Оваа година сакам да истакнам дека покрај за Еразмус Плюс ќе бидеме партнер училиште, значи во проектот за Еразмус Плюс, во кој ќе бидеме партнер на економското училиште, ќе доаѓаат гости од Турција во јануар и тие 10 поена кои ни фалат да влеземе да добиеме и ние таков проект. Потоа аплицираме и на други проекти кои ни помина успешно. Преку проектот Среќа аплицираме за деца од социјално ранливи категории. Ни излегува во пресвет и ни дадаа 45 пакети со спортска опрема. 45 ученици од нашето училиште се здобија со пакети со спортска опрема, патики, тренерки и така натаму, што на нив во денешно време им многу значат. Преку мировен корпус аплициравме за волонтер по англиски јазик. После толку години чекање, оваа година ни е одобрен волонтер кој ќе биде вклучен во наставата по англиски јазик и тука ќе биде 2 години. Ќе ни помогне во апликација на проекти и не застануваме. Ќе продолжуваме да аплицираме на скоро сите проекти кои ќе ни донесат за подобрување на наставниот процес, за подобрување на нашата инфраструктура, која ние треба да ја одржуваме. Меѓутоа, општината ни излегува во пресред, меѓутоа тие средства се многу мали. Мораме да аплицираме исто така за истакнување и мора да аплицираме и на меѓуграничната соработка со Бугарија, со Србија, бидејќи сме тука, географската положба на Куманово е блиску до овие две држави, мора да аплицираме и само на тој начин можеме со тие средства да изреновираме и да реконструираме, како што рековме, не само сала, и кровната конструкција за реконструкција и тука и во историјаната зграда на Тане Георгиевски. Кажете ни со кои училишта надвор од Македонија имате добра и квалитетна соработка, имате размена, заминувате? Така, значи пред мене директорите се вклучиле активно во барање на партнери, продолжуваме и сега. Имаме училишта со кои се работуваме од Република Србија и сега имаше размена на ученици и беа и наставници во Република Србија и меѓутоа по новиот Еразмус Плюс проект сме во потрага по други и од другите европски земји за наоѓање на партнер училиште со кои ќе соработуваме. Сето тоа, верувајте, пара многу внимание, многу трпение и многу се комплицирани тие проекти. Минатата година за 2 поени претходните од ВД директор не успеале да го добијат затоа што немало доволно средства во буџетот на Еразмус.
Затоа продолжуваме и понатаму за барање на партнер училишта покрај балканските и надвор од Балканот во европските земји, за да продолбочиме таа соработка и да извлечеме уште повеќе проекти. Сега, генерално директоре, проблем во нашето општество, знаеме, е двете големи зла, наркоманијата и алкохолизмот. Вие како училиште веројатно презимате многу активности како да се искорени ова зло, кое прави голема штета и на самиот ученик и на семејството, на државата. Дали со вашите активности вие се вклучите во искоренување на овие девијантни работи? Секако, значи во соработка еден проект за истакнување безбедни училишта, кој нашето училиште е вклучено во соработка со СВР одсек превенција, СВР Куманово. Прво што реков, како што го кажав, безбедноста е на прво место. Ние мора да се грижиме за безбедност. Откако стапив на функција, значи ова е тоа училиште во центар во кој има фреквенција на народ. И мораме прво што пристапивме, дежурствата на наставниците ги ставивме максимално да бидат ангажирани во училишниот двор и во холот на училиштето. Потоа ставивме дежурни ученици кои ги заклучуваат вратата и имаат право да го легитимираат секој оној што ќе влезе во училиштето. И реков, вклучени сме во проектот Безбедни училишта и таму напорно работиме и реков дека проект кој сакам да го сработам во мојот мандат, јас сум професор наставник по физичко, да изреновираме училишната сала, меѓутоа и да го заградиме училиштето, бидејќи единствено училишно во централно градско подрачје, а не сме заградени, затоа тука ќе барам да се вклучат и вработените и родителите и сите заедно, бидејќи тоа ќе остане како предниот дел што е заграден, така и до крајот до и театарот, бидејќи тоа е тука. Браќа милодиновци, да го затвориме училиштето, само така се гарантира безбедност на дечињата. Ево, психолозите, педагозите велат дека спортот е најдобрата алатка за искоренување на ова зло. Дали е тоа точно? Точно. Значи се сложувам прво и како професор по физичко и здравствено образование, кога го работев и сега, значи апелираме до дечиња од најмала возраст да се вклучат во спортот. Јас бев до пред пола година 9 годишен ракометен тренер во женскиот ракометен клуб и во младите категории и во првата екипа. Најдобро за нешто за учениците е да се вклучат во спортот. Спортот е тоа што не отргнува и од наркоманијата, меѓутоа која е девијантна појава, и алкохолизмот и другите. Пред се зборувам алкохолот и дрогата, меѓутоа да ги вклучиме и развојот на технологијата, кој влијае на искривување на работниот стол, неправилно седење и ред натаму компјутерите, таблетите, телефоните не ги спуштаат дечињата од раце. Идеална прилика е спортот да ги отргне од тоа и да ги вклучи во правилен развој. Еве, кажете ни, во вашето училиште кои странски јазици се изучуваат? Во нашето училиште се изучува француски како втор, прв е англискиот задолжителен од прво до 9 одделение, а вториот е француски јазик кој функционира многу одамна и ден денеска освојуваат многу награди за истакнување факт што пред десетици години, деценија една, се изведувала и билингвална паралелки како што е во гимназија, се изведувало и во Крстен Мисирков, па сакаме тој проект да го продлабочиме и повторно да го возобновиме да има билингвални паралелки и кај нас, бидејќи имаме обучен кадар за тоа. Може да ни кажете дали преведувате некои новитети во работата на вашето училиште, како некои изненадување за гледачите? Така, значи напоредно со инфраструктурните работи кои ги санираме и одржуваме, и ако имаме колку имаме средства, внесуваме и новини. Значи тие новини се околу тимската работа, вклучиме наставниците, ги поделиме во тимови. Со Белбинов тест ги поделиме во тимови и секој тим си има свое задолжение. Дали тоа ќе биде вклучување за промоција на училиштето, соработка со други училишта, соработка со медиумите, значи што е многу важно за промоција на училиштето, меѓучовечките односи во училиштето. Значи не се мисли тука само за релација ученик-наставник, туку се мисли и наставник-наставник, наставник-родител и секој вработен, значи да даваат идеи и се задолжуваат наставниците таа група што е ставена, да се изберат еден координатор и истите предлози да ги праќаат на мејлот. Само така може да дојдеме до нови, а многу се креативни наставниците, кога ќе се вклучат, кога се мотивирани, затоа излезе волку богата агенда, што ја ставивме на што е тука пред нас, излезе толку богата агенда, толку добро смислена приредба, која ќе ја работат сега в готово финална во завршница се, и толку креативни ученици имаме. Затоа освојуваат и толку награди.
Меѓутоа, ова ситуација која е во државата, како да ги наставниците поколеба, дали само да се држат до наставата, дали да се вклучат во дали да се вклучат во проектите, меѓутоа фали една добра мотивација и сето тоа мислам дека јас сега не треба за себе да зборувам, сум амбициозен како што бев и како тренер, мислам дека колегите го и гледаат оваа младост и енергија ја насочувам целосно тука, се посветувам кога работам 100% за тоа и мислам дека полека сето тоа што го работиме и го истакнуваме на почеток на нашата Facebook страна и на фан страна и на нашата веб адреса. Меѓутоа, како да во последни години ни фали малку промоција и мислам затоа и на тоа работиме сето што се сработи да биде промовирано и да се истакнат и наставниците и учениците. Еве, да вратиме во фотографија режија, ве молам. Ова мислам дека е професорот Живко. Да. Еве го препознав. Точно. И уште е активен професор. Меѓутоа, директор, имаме еден сериозен проблем. Што е да се направи добро во училиштето, конкретно вие направите неколку кошаркарски убави табли за спорт и рекреација, меѓутоа неодговорни граѓани тоа после кратко време го срушат и на некој начин вашиот труд паѓа во вода. Како и тоа да го искорениме, бидејќи еве се гледа дека немаме основна култура за такви работи? Па видите, не е само во нашето училиште. Тоа насекаде, да. Насекаде, значи треба да се подигне свеста кај граѓаните. Тоа што е направено не е направено за мене, направено е за учениците и за рекреативците. Секој може слободно да дојде и да си спортува, никој не му брани. Тоа е благодарност на општината, се ставија нови табли, нови кошери. Имаме и рефлектори, ги пуштаме кога е потопло време, ги пуштаме до 21, 22 часот, може секој слободно да игра. Меѓутоа мора свеста да проработи кај граѓани. Затоа велам, мора да се загради нашето училиште. И уште една работа, кога не бев директор, ми сметаат тие навредливи работи што ги шкртаат по училиштето секој. Зошто? Затоа што со години бараме да ни се одобри и ние и браќа Милодиновци да имаме ноќен чувар. Значи, џабе ние може да вложиме труд, сето тоа чини и средства да се тоа училиште да се изваросува и за да се добие таа боја која што има. Меѓутоа некој преку ноќ дојде и нашкрта некој графит или навредлива порака. Затоа и тука се вклучиме една акција направивме, може да видите до игралиштето, пред 2 години направена графит фест. Сакаме да ја продолжиме таа традиција и оваа година да направиме од страна на театарот, бидејќи знаете во ова не сме само ние, тука е и браќа Милодиновци и Народен театар Куманово. Да направиме графит фест во кој ќе бидат на тој дел нацртани убави графити, значи од аспект на екологија, училиштето, спортот и видите кога ќе се нацрта тој графит покажува факт дека не се шкрта врз него. Затоа еве повикувам тука јавно да проработи свеста на граѓаните. Ставивме за отпадоци корпа, веднаш се уништи. Зошто? Треба да анализираме многу подетално. Рековте имате добра и квалитетна комуникација со родителите. Еве, на тие состаноци што не повеќе разговарате? Па вака, значи јас како нов директор запишувам сето тоа што го имаат приметено родителите и сето тоа сакаме да го искорениме. Што имаат забелешки? Забелешки околу инфраструктурата. Таа инфраструктура направена 1930, што може да се санира, се санира. Колку средства ни одобруваат, толку ќе ги вложиме, бидејќи ние сме државно општинско училиште, не сме приватно училиште. Меѓутоа и со тие пари што и располагаме или средства имаме обезбедено и компјутери, и LCD проектори, и паметни или како што се нарекуваат смарт табли за да го олесниме наставниот процес. Меѓутоа санитарните чворови мора да и кај дечињата да апелираме. Значи тие што ги средуваме да се одржуваат. Значи и санитаријата и друго, значи мора да се одржува и да проработи свест, да не се фрлаат отпадоци, апелираме до дечињата отпадоци од хартија, од дојадоци, да не се внесува храна во училиште, да јадат надвор во училишниот двор, има место изнесуваме, има канта за отпадоци, корпа да се фрлаат. Значи тоа се тие забелешки и околу инфраструктурата. Значи што можеме ќе изреновираме. Видиме дека и кровната конструкција е таа што е. Меѓутоа за тоа треба многу финансиски средства. Спортската сала, да, видиме, треба да се реконструира. Меѓутоа со овие средства ние не можеме да ја реконструираме. Тоа треба многу на повисоки инстанции, дури министерството треба да се вклучи да ја реконструира оваа сала, бидејќи таа е за сите. Бидејќи се наоѓаме во тоа подрачје централно во која користат
многу клубови и наставата по физичко. Пред се. Ако се вратиме во минатото, еве, јас кога сум бил во основно училиште, па и овие други генерации, некако ние бевме облечени сите еднообразно, значи мораше да има некој терк на облекување, меѓутоа за жал денеска секој по своја мода. Значи вака и за таа намена имам изготвено кодекс за однесување во училиштето, меѓу кои како за вработените, така и за учениците. Па и за родителите да знаат кои се права, меѓутоа кои се и обврски. Сите си ги бараме нашите права, меѓутоа сите треба да ги почитуваме нашите обврски. Така и учениците. Не можеме да наметнеме иста униформа, бидејќи има член кој вели дека може слободно да се облекуваат. И јас се сложам, меѓутоа мора да доаѓаат како што доликува на едни ученици. Так. Значи треба да се внимава тој кодекс како за ученици, меѓутоа и ние вработените треба да го почитуваме тој кодекс за. Да, бидејќи сега гледаме во денешно време разни стилови на облекување, па дури се машките носат и минџуши и така, да не зборуваме сега. Мислам дека тука малку е претерана работа. Да, значи се сложам. Времето технологијата си оди натаму, пратат мода, меѓутоа модат ќе си биде во училиште. А во училиште треба да се однесуваме како што треба. Значи според тој кодекс за однесување, не само учениците, и вработените, како потенцирам, треба да го почитуваат тој кодекс на однесување и само на тој начин се гради една образовна институција како што долику. Еве, каде ви го гледате училиште Крсте Мисирков за 5 до 10 години? Па, како едно од водечките училишта во општината, а и пошироко, ќе продолжиме и понатаму да освојуваме награди. Ќе продолжиме и понатаму да се надградуваме и едуцираме и ние, зборувам ние од аспект на наставниците, и да ги дообразуваме учениците. Со тоа да се надоградуваме, да издействуваме и многу проекти. Како што реков, ако успееме да ја санираме и салат, да го заградиме училиштето, да обезбедиме партнер. Соработка и со овие странски представништва во Македонија. Еразмус Плюс да обезбедиме и уште некои проекти. Само јас мислам дека за неколку чекори ќе издействуваме сите заедно со вработените, ако застанат зад мене, бидејќи како индивидуа можеш да работиш колку сакаш да се трудиш, некој мора да го следи тоа. Ако го следат наставниците, сум амбициозен и наставниците го препознаваат тоа кај мене, и само така оваа енергија, ако ја насочиме правилно, може да издействуваме многу проекти сите заедно. Еве, полека да го привршуваме нашиот разговор, да ги покажеме што е овие пламенчиња, овие списанија кои доволно зборуваат за богатата историја на основното училиште Крсте Мисирков, кое, рековте, во овој момент има доста вработени, 70. сериозна институција и која дарава немерлив придонес во воспитно-образовниот процес во Куманово. Меѓутоа, јас би ве запрашал, што значи ова слоганот учиме и постигнуваме заедно, победуваме и славиме заедно. Ова е малку спортски жаргон. Так. Значи заедно со наставникот, стручната служба, од оваа година ставивме нова, може да видат и нашите гледачи, нова визија, учиме и постигнуваме заедно, победуваме и славиме заедно. Значи заедно се трудиме да работиме, заедно постигнуваме, меѓутоа заедно ги одбележуваме и ги истакнуваме, како што реков, ги славиме победите. Добро, Александре, да го искористиме вашето присуство, ќе излегнеме малку од темата. Вие сте долго време во женскиот ракомет. Еве сега за 2 дена Куманово женската екипа има еден голем предизвик, доаѓа холандскиот состав во нашиот град. Дали може Куманово да слави победа и да му донесе нов голем историски успех на нашиот град? Како што рековте, од 2009 година сум тренер во женскиот ракометен клуб Куманово, во младинскиот состав, почетните категории, меѓутоа и како прв тренери на сениорите. Значи, екипа која докажа дека може да се екзистира и со играчи кои се од Куманово. Играчи кои потекнуваат од нашиот кадар, со неколку засилувања кои сега општината добро што има слух за тоа и за женскиот ракомет, и еве повторно 3-та година поред на евросцена. Многу го се сеќавате пред 2 години кога игравме со женскиот состав од Мадрид Алкобендас. Јас и вие заедно ја коментираме тој натпревар од спортската сала. Не го кријам и тогаш и сега сум воодушевен. Тие дечиња пред 9 години никој не би ни кажа, јас лично мислев дали ќе станат ракометари.
Значи работиме напорно, како и сега што работам како директор, и тогаш бев максимално посветен на женската екипа, тогаш тие беа дечиња што се сега носители на игра на женскиот ракометен клуб Куманово, сениорскиот тим, тогаш беа почетници. Не ни сонував дека за толку краток период од 10 години ќе излезат по трет пат да го представуваат нашата општина на евросцена. Покрај шпанскиот тим, потоа минатата година игравме со представник од Лублин од Полска. Оваа година имаме изворедно тежок надпревар со екипата од Холандија. Така. Сериозен противник, да. Сериозен противник, зошто немавме среќа во ждребот, може да кажам, не ни беше наклонета ждребката, меѓутоа тоа е што е. Два надпревари се играат тука и баш за празник на градот 11 ноември, ослободување на градот. Девојките сум сигурен дека ќе дадат максимум. И тренерот кој е исто така многу посветен на екипата, за и управата на клубот, ќе дадат максимум. Меѓутоа напорите се, им посакувам среќа, бидејќи ова екипа во ранг на Бундес екипа. Една сериозна екипа со репрезентативки на Холандија. Така да ќе имаат тежок надпревар, меѓутоа еве и покана до нашите гледачи, публиката да дојде масовно, да ја наполниме спортската сала, и мислам дека кога се игра пред преполни трибини, како што беше минатиот викенд кога заедно го гледавме надпреварот со Вардар, дека и појак противник може да падне во Куманово. Еве, уште едно прашање во склоп на училиштето, дали ќе бидат поканети на ова голема манифестација 70 години и оние најстари професори, може да ни кажете од овие заслужни учители и професори, кој е најстариот од основното училиште Крстен Мисирков? Значи вака, училиштето ќе ги покани сите што се вработени биле и дале допринос. Бидејќи како што сме ние сега дел од училиштето, и тие во своето време биле дел членови кои го носиле и го ова училиште, истакнали уште во тоа време, од времето на социјализмот. Значи ќе бидат поканети сите вработени кои можат, кои се уште кои се витални и можат да присуствуваат, да дојдат на свечената академија и да присуствуваат и на свечената приредба, кои можат, рековме, значи некои именуваат адреси, немаме доволно контакт од нив, меѓутоа тие што имаме контакти, секако дека ќе бидат поканети и ќе бидат максимално испочитувани. Ќе збогатите уште повеќе во манифестација. На крај, господин директор, вообичаено еве да се обратите на сите ученици, на вашиот колектив, на генерации и генерации, една порака во пресет на овој голем юбилеј. Па вака, значи, имаме една историја која е 70 годишна. 70 години одзвонува звончето во училиштето. Од 70 години вредно се трудат наставниците. 70 години минувале различни генерации на дечиња и ќе продолжат уште понатаму. Сите тие оставиле длабок печаток во своето и тогашното општество и денешното. Сите заедно, само со труд, работа, макотрпна работа, сите заедно може да успееме да го качиме училиштето на уште на поголем пиедестал. Во оваа прилика сакам да ги поздравам и граѓаните на општина Куманово, да им го честитаме денот на градот 11 ноември, да ви ја честитам ноемвриската награда што ја добивте како заслужен новинар, кој успеавте со колана да ја ставите да оди во вечност, а да не оди во заборав. Така, ви благодарам. Од моје име и од името на К3 телевизија, на вам, на сите професори од минатото и од сегашноста, да им посакаме долга и успешна работа и да се видиме, Александар, здраве Боже за 100 години јубилеј. Благодарам, да сте живи и здрави. Толку за денеска, почитувани гледачи, имате пријатен ден со нашата програма.